Здраво. Сега ќе поминеме пример на додавање на понуда. Кога додаваме понуда, првото нешто што треба да го направиме е да додадеме сместување, со кое што е врзана таа понуда од закуп. Додавање на сместување е едноставно. Имаме име на објект, имаме англиско име на објект што може да пишеме на латиница или може на кирилица, доколку сакаме во некој од документите да биде латиница и кирилица. Со штиклирање на ова овозможуваме манипулација на бројот на деца кои се внесени, меѓутоа само од сопственикот на закупот. Доколку имаме локален представник, информациите негови, контакт број и име ги наведуваме тука и можеме да ги прикажеме во ваучерот. Да речеме дека тип е хотел, во Грција, во регион Евија, Елипсос. Тука ставаме опис на сместувањето. Услови за користење можеме да поставиме тука кои би ги испраќале откако патниците ги имаме на листите по мејл. Содржини можеме да ставиме тука. И мораме да ставиме една главна слика од сместувањето. Речеме ќе користиме слика од интерход. Таа е насловна слика, доколку сакаме да ставиме повеќе слики и да додадеме, да селектираме сите и да додадеме слики во галеријата. Можеме да одбереме точна локација, каде сакаме да додадеме сместувањето. Сега нема да го додам во Евија, но да речеме дека е овако. Односно хотел, одиме крире. Откако го имаме сместувањето, го не го правиме простории кои не се на закуп. Нова сместувачка просторија, каков тип се, каков тип на кревет има, единешно легло со брачен кревет и со помошно легло. И викаме дека минимум возрастни се 2, минимум деца 1 и број на седи вакво едно. Студио 3+1 студио на со поглед кон море. Ова е информација на кој кат и кој поглед можеме да поставиме и не мораме. И доколку сакаме таксата да ја врземе на ниво на студио, можеме тука. Можеме да поставиме што има самото студио. Можеме да додадеме слики од самото студио кои би се јавиле понатаму. Или видео линк доколку имаме видео туторијал, видео на видео. Откако е ова креирано, додаваме бројот на студиото и викаме, можеме и бројки да комбинираме, можеме само бројки, дека е 100. Значи, со ова го имаме креирано студиото и објектот. Следно е креираме понудата. Кога креираме понудата, истата врзуваме ја врзуваме со сместувањето. Генерален опис на понудата и понатаму ги пополнуваме сите опции како пансиони, што е вклучено, дали е само ноќевање или имаме опција да речеме дека ноќевање, но за ноќевање со појави имаме доплата од 50 евра по лице. Превоз, каде можеме да бираме превози од листа на импортирани темплети или можеме да додаваме превоз во самото сместување. Попусти, доколку имаме early booking попусти, овде пример можеме да кажеме дека 20% попусти имаме до 31.12, а дека имаме 10% попуст до 31.1. Со што за сите уплати до оваа дата ќе се пресмета овој попуст, за сите уплати по оваа дата до оваа дата ќе се пресмета 10%, а понатаму попустот ќе се исклучи. Туристичка такса и аранжман. Во следното видео ќе ви покажам како се местат превозите со темплети кои не се готови за секоја и исти со која понуда и аранжманите. Се гледаме скоро.